Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Православен календар. Читањето за 25 април стар стил и 8 мај нов стил, на кај го одбележуваме светиот апостол и евангелист Марко. Светиот апостол и евангелист Марко му беше собственик и помошник на апостолот Петар, кој што во своето прво послание го нарекува син свој, не син по тело, туку по дух. Кога Марко беше во Рим со Петар, верните го замолија да им ја запише спасоносната наука на Господ Исус, неговите чуда и неговиот живот. Така го напиша Светото Евангелие, кое што го виде и го посведочи за вистиното и самиот апостол Петар. Тој го постави Марко за епископ и го испрати на проповед во Египет. Така тој беше првиот проповедник на Евангелието и првиот епископ во Египет. Египет беше сиот притиснат од густиот мрак на незнабожството, гатањето и злобата. Со Божја помош Свети Марко успеа да го посее семето на Христовата наука низ Либија, Амоникија и Пентапол. Од Пентапол, воден од Духот Божи, дојде во Александрија. Таму успеа да ја заснова црквата Божја, да постави епископ, свештеници и ѓакони и се добро да утврди во благочестивата вера. Својата проповед ја потврдуваше со големи и многобројни чуда. Кога незнабожниците подигна обвиненија против него, како против разорувач на нивната идолопоклонска вера, градоначалникот почна да трага по него. Тој побегна повторно во Пентапол и таму продолжи да го утврдува своето поранешно дело. После 2 години Свети Марко на голема радост на верните, чии што број во меѓувреме се умножи, се врати во Александрија. Тогаш го фатја незнабожниците, црство го врза и почна да го влеча по калдрмите, викајки да го повлечеме волот во оборот. Сиот ранет и искрвавен го фрлија во затвор. Овде најнапред му се јави ангел небесен и го храбреше и го крепеше. Потоа му се јави самиот Господ Исус и му рече: мир на тебе, евангелисту мој. А Марко му одговори: и на тебе, Господи мој, Исусе Христе. Утредента злочестивите луѓе го извлекоа од затворот и повторно го влечеа по улиците, извикувајќи го истото, да го повлечеме волот во оборот. Сиот измачен и истоштен, Свети Марко изусти: во Твоите раце, Господи, го предавам мојот дух. И издивна. Неговите свети мошти беа честно погребани од христијаните, низ вековите им дават исцеление на луѓето од маките и од болестите.